Благодарам. Почитувам председателка, почитувам заменик министра за финансии, почитувани колеги. Морам да објаснам дека во делот на материјалите кои што беа доставени по однос на оваа точка на дневен ред е и рамковната спогодба со банката, каде што сите детали по однос на дилемите кои што овдека беа поставени се наведени и мислам дека е добро кога дебатираме да ги имаме во обзир сите материјали и така било пракса и така е и сега да по однос на законите за задолжување да се приложуваат и договорите, така и во овој случај рамковниот договор е доставен и е детално објасната процедурата и на исплаќање и на утврдување на каматни стапки и така натаму. И јас во мојот одговор тоа ќе го објаснам. Во делот на во контекстот на она кое што досега било одработено во согласно овој проект, да, точно е дека се земени заем од 30 милиони евра преку Централната банка и 6 милиони евра како грант и се изградени и реконструирани за да не и опремени, за да не се овдека манипулира со бројки, 70 физкултурни сали, не се изградени нови 70 физкултурни сали, тоа не е вистина, туку во рамките на проектот се изградени физкултурни сали, меѓутоа се опремени дополнителни физкултурни сали и така бројката дошла до 70 и не може да се земе како фиксно нешто дека било изградено па да се пресметува по дел на единици на изградба, што е апсолутно вака аматерски. Исто така направени се реконструкција на 90 основни и средни училишта. И тоа е факт кој што никој овдека не го спори. Во делот на ова кое што сега ќе се продолжи со овој проект, се 20 милиони евра заем од Централната банка и 3 милиони евра дополнителни средства од буџетот на Република Македонија, кој што апсолутно ликвиден и нема да се повторувам во делот на она кое што се обидува да се наметне во јавност од страна на опозицијата, а со тие средства ќе се реализира изградба на 30 нови физкултурни сали во основните училишта и ќе се рехабилитираат основни и средни училишта во рамките на подобрување на условите и енергетската ефикасност, што значи дека и покрај ова кое што беше наведено, математиката, доколку еве хипотетички, колоквијално ја пресметуваме по однос на изградени единици, повторно доаѓаме до слични параметри или бројки. Во делот на она кое што значи финансиски услови за задолжувањето, нели, вкупниот износ на заемот е 20 милиони евра, повлекувањето ќе оди во две транши. За секоја транша Централната Европска банка ќе издава известување за повлекување со кое ќе се утврди износот, датумот на исплата, каматната стапка, рокот на отплата и другите услови. Рокот на отплата е до 20 години по транша, грејс период 5 години, каматна стапка се утврдува посебно за секоја транша, отплата ќе биде од буџетот на Република Македонија. Овие бројки и овие параметри не ги измислив, туку ги прочитав во рамковната спогодба која што е составен дел на ова законско задолжување. Да повторам, за да не ја замајуваме јавноста во недостатокот на идеи и визии како да функционира и како да продолжи Република Македонија, посебно во делот на фискалната консолидација. Знаеме како биле трошени парите претходно. Факт е дека претходната влада на СДСМ и ДУИ ја задолжи Република Македонија за 7 години, скоро па исто колку што ја задолжија сите влади од остамостојувањето на Република Македонија до тогаш. Факт е дека тие огромни обврски сега се на терет на оваа влада и успешно се справува и граѓаните да не подлегнуваат на овие манипулации. Буџетот е стабилен, следната фискална година е стабилна, обезбедени се извори за финансирање и сите оние проекти кои што се во делот на програмата на работа на владата ќе бидат спроведени, ќе бидат реализирани без разлика на она кое што се обидува за жал неумесно да го наметне опозицијата, па така и во делот на подобрување на условите на нашите ученици, подобрување на условите во кои што се изведува наставата, ќе продолжи со несмалено темпо, средства се обезбедени, каматите се во рамките на она кое што значи нормално задолжување, едни од стандарди кои што се утврдени согласно реномето на оваа банка и мислам дека обидот да се наметне некакво искривено мислење во јавноста, за среќа не поминува во јавноста, а тоа впрочем го покажа и јавноста со гласање на двете последни изборни циклуси,
како работела претходната влада, а како работи ова влада. Граѓаните на избори јасно и недвосмислено им кажаа кој е правецот кој што Република Македонија треба да го продолжи, а тоа е правецот на фискална консолидација, правецот на штедење и правецот на задолжување за и капитални инфраструктурни проекти кои што ќе го подобрат животот и кои што ќе дадат задоволителна вредност на тоа задолжување, а не задолжување кои што бевме сведоци во изминатиот период. Ви благодарам.